Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Господине Тейлор, изгледаш ужасно. Направи тестамент. Нема да живееш многу долго. О, да, ќе живеам. Ќе живеам долго време. Бог има работа за мене што треба да ја завршам во Кина. Како и да е, ако умрам, тогаш ќе бидам со Исус и со нетрпение го чекам тоа. Хадсон Тейлор бил заразен од труп на човек кој починал од страшна треска. Никој не помислувал дека ќе преживее, но Исус го заштитил. Хадсон ги продолжил студиите по медицина, зашто му биле потребни за мисијата во Кина. На 19 септември 1853 година бил подготвен. Се качил на бродот наречен Дамфрис и отпловил од Англија до Кина. Само што излегол од пристаништето, бродот бил зафатен од силна бура. Брановите се заканувале дека ќе го потопат бродот и целиот екипаж од морнари. Но Исус, семокниот заштитник, не ги оставил. Друг пат воопшто немало ветер. Едрата само виселе и тогаш силна струја го однела бродот кон Карпест гребен. Капетанот се откажал. Ова е нашиот крај. Не можеме да направиме ништо повеќе. Ох, но има една работа што можеме да ја направиме. Што е тоа? Можеме да се молиме и да побараме од Бог да испрати ветер. Хадсон Тейлор се молел и верувал дека Бог ќе им помогне. Спуштете го главното едро. Какви се тие глупости? Бог ќе испрати ветер. Ова е многу смешно. Ќе верувам кога ќе видам. Но тогаш смелиот подсмевач видел чудо. Одеднаш ветерот дувал во едрата, а бродот пловел покрај опасниот гребен без никакви тешкотии. Исус ја ставил својата заштитничка рака врз бродот Дамфрис. Пристигнале во Шангај и таму се закотвиле. Хадсон плачел од радост кога зачекорил на кинеската земја. Таму сакал да им раскаже на кинезите за неговиот заштитник, затоа го научил нивниот јазик. Тоа било тешка работа. Понекогаш јазикот му бил многу изморен. Сириесо ајо, за чинченка усуо. Изгледало како многу кинези едноставно да чекале некој да дојде и да им раскаже за Господ Исус. Но Хадсон Тейлор и неговиот придружник не биле насекаде добре дојдени. Не одете во Тунгшау. Луѓето таму се лоши, ќе ве убијат или ќе ве фрлат в затвор. Ако луѓето се лоши, тогаш треба да одиме таму. И ним им е потребен Исус. Нешто се случи. Ке ти раскажам се за тоа во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!